Ние се наоѓаме на прекрасно место за очи, за срце, за душа. Тоа е манастирот Свети Јован Бигорски. Сега ќе влеземе внатре и ќе ги побараме монасите кои што се грижат за животните тука, бидејќи е специфично едно вакво место посветено на Бога, животните да живеат заедно со монасите. Па можеме да одиме, така? Да. Ние се наоѓаме во Рајчица, во женскиот манастир Свети Ѓорги. Христос воскресе, сестра Ефимија, и пред се би сакала да ви се заблагодарам за топлото добредојде. Навистина воскресна, еден добар почеток направивме за вашата емисија и така упативме еден прекрасен поздрав кој што е така навистина објавува една прекрасна и радосна вест за сите верници, за сите за целиот наш народ во нашата земја. А тоа е поздравот дека животот ја победи смртта и дека Христос воскресна. Сестра Ефимија, јас прв пат доаѓам во овој манастир, еве да ги запознаеме малку гледачите нешто повеќе со историјата за манастирот Свети Ѓорги. Манастирот Свети Ѓорги Победоносец е изграден во 1835 година, односно црквата која што долу ја сретнавте и ја снимивте, изградена врз темели на црква од 16 век, исто така посветена на Свети Ѓорги, а е обновена, односно врз темелите на првата црква е изградена денешната црква во 1835 година, која што малку подоцна и фрескописана од маркантни зографи на 19 век. Се работи за зографите Даниил и Михаил, и потоа нивното дело го завршува најпознатиот зограф од нашите простори на 19 век, се работи за Дичо Зограф и неговата тајфа. Првите конаци овде биле изградени во исто време кога била изградена и оваа црква.
и служеле за потребите на Бигорскиот манастир, односно монасите во одреден период од годината доаѓале тука, значи Бигорското братство доаѓало тука и го обработувало земјиштето кое што било во сопственост на манастирот и на тој начин се здобивале со средства за екзистенција на манастирот во 19. век, кои што средства биле навистина преку потребни, заради тоа што тука имало и келино училиште, значи имало деца кои што изучувале, учеле, имало и монаси и затоа потребите биле малку и поголеми и така. Монасите значи доаѓале тука, правеле послушание, но веќе пред почетокот на Втората светска војна по природен пат монаштвото престанува на овие простори и буквално манастирот бил оставен на забор на времето. Некаде до 1999 година било така и овдека биле рушевини, местото каде што денес се конаците, и ќе било така ако отец Партени, нашиот игумен, не дошол и не посакал да го обнови ова светилиште на Свети Ѓорги, кое што за релативно краток период, од година и половина, е возобновено и во 2001 е отпочнат монашкиот живот под раководство на Бигорски манастир, односно под раководство на нашиот игумен отец Партени. Значи од 2001 се до ден денес се негува во континуитет монашкиот живот. Манастирот, во кратки цртини, е познат пред се, значи поради тоа што тука чува една голема светиња, тоа се моштите на Свети Ѓорги Победоносец, односно дел од неговата рака, а потоа и поради митрите кои што тоа се круните кои што ги носат епископите од целиот православен свет, кои што тука се изработуваат веќе подолг период. Ние работиме митри за, значи како што ви спомнав претходно, за целиот православен свет, а тоа зборувам за Русија, за Грција, за Бугарија, за Руманија, за Америка, за Африка, така, за секаде. Предходната емисија бевме во манастирот Свети Јован Бигорски и таму ни кажа дека и вие исто чувате миленичиња. Дали може да ни кажете какви се миленичиња чувате тука? Па тука имаме еден шарпланинец кој што браќата од Бигорски манастир ни го донесоа за да биде чувар на манастирот. Потоа имаме хаска, женка хаска. Имаме привремен за еден привремен период алјаски маламут, исто така женка, малечка. И потоа имаме гулаби, патки и така натаму. Дали кај вас, исто како во Бигорскиот манастир, имате личност која што е посебно задолжена за грижата околу домашните миленици кои што ги имате тука? Цело сестринство помага околу грижата за животните. Значи има најчесто задолжена сестра која што ги рани, се грижи за хигиената и така натаму, но јас си прегеска во тој, значи, разговор со вас спомнав дека најповеќе, значи најголем придонес во однос на грижата околу животните, нивните потреби, лековите и вакцините и сето она што им е неопходно, за сето тоа се грижат верниците и ветеринарите кои што навистина несебично се даваат за да го помогнат цел тој процес. Најповеќе тоа го прави нашиот ветеринар, господинот Миле Алексовски од Гостивар, кој што така особено се грижи за потребите на манастирот, односно за животните на манастирот. Потоа верниците кои што постојано ни донираат храна и верувам и слободно можам да кажам дека во сета таа работа гледам не толку љубов кон нашите домашни миленичина, туку повеќе љубов кон Бога и кон делото кое што манастирот го прави, односно кон мисијата која што нашиот игумен отец Партени ја прави за црквата. Значи, тие тоа го чувствуваат и даваат на таква поддршка и помош за нашите два манастири. Многу често се среќавам со
и сите ние се среќаваме со верниците кои што ги помагаат миленичината и ветеринарите, и најчесто ја слушаме таа изјава кога ќе им се заблагодариме за тоа што ни помогнале. Тие викаат дека тоа е најмалото нешто што можат да го направат, а да го помогнат манастирот. Значи тоа зборува за првостепеноста на нивната помош. Колку време од денот ви одземаат кучињата и со што ги храните? Па не ни одземаат многу време. Им подаруваме време толку колку што им е потребно. А ги храниме со она што ќе ни остане од нашата трпеза, но и со специјална храна која што во 90% од случаевите ја добиваме од верниците. Сестра Ефимија, вие живеете во манастир и сигурно имате многу секојдневни обврски. Дали милениците ви одземаат голем дел од времето во текот на денот? Бара одговорност. Значи, грижата околу животните, хигиената, исхраната и сето тоа, прошетката со нив, исто така, не бара многу време, но внимание, односно е една одговорна задача, едно одговорно послушање, кое што навистина сестрите кои што тоа го прават со многу љубов. Бидејќи, ете, ние слободно можеме да кажеме дека тоа се Божји созданија, за кои што ние сакаме да се грижиме, бидејќи ни се доверени од верниците кои што, ете така, посакале да остават подарок во манастирот, едно такво домашно милениче, и ние навистина се трудиме сето тоа да го се трудиме да му возможиме се што им е потребно. Значи со огромна љубов. Дали имате потреба од кучињата конкретно? Бидејќи во манастирот во Слепчани кажаа дека таму ги чуваат за да ги чуваат од волците кои што слегуваат од планина, или еве вие ги одгледувате токму затоа што ги сакате животните? Па, како што ви спомнав на почетокот, мажјакот шарпланинец е чувар на манастирот, како што и во секој манастир постојат шарпланинци, кучина кои што, ете така, се наклонети кон таквата, значи, специфична намена. Но во однос на хаската ја чуваме бидејќи ни е подарок, многу драгоцен подарок од едно познато седло од Скопје, се работи за седлото на Inner Vision, и неговиот собственик Степан, кој што поради сознанието дека во манастирот навистина убаво ќе се грижиме за едно од неговите кучиња, посака да го подари и ете така. Сигурно сум дека е уверен дека навистина се грижиме. А дали имате некој интересно, не секојдневна случка која што тука ви се случила, поврзана со кучињата? Па во моментов не можам да се сетам, ама навистина моментите со миленичината кои што ги имаме во манастирот се посебни, не секојдневни се. Секој момент е различен. Бидејќи се наоѓаме за време на великденските празници, сигурно манастирот е доста посетен од страна на верниците. Дали им дозволувате тие да ги видат животните кои што вие ги чувате тука? Па видете, Бигорскиот манастир, вклучително и Раичкиот манастир нашиот, каде што сега нели се наоѓаме, кој што е метох на Бигорскиот манастир, се манастири во кои што владее тој совршен спој на чудесното гостопримство од страна на монасите и торжествените богослужби во манастирите. Со тоа сакам да кажам дека верниците кои што овде доаѓаат имаат можност не само да наидат на монашката љубов, пред се на љубовта од нашиот старец, архимандритот Партени, потоа и на љубовта на цело наше братство и сестринство, туку и да бидат трогнати од начинот на кој што тука се прават богослужбите. Значи, како се практикува пеењето во самите храмови, како се прославува еден настан, особено Христовото воскресение, кое што насекаде веќе во светот ги привлекува верниците да доаѓаат и заедно со нас да го прослават тој голем настан за човештвото, бидејќи тука доживуваат една несекојдневна, една небесна радост. И таа небесна радост им го сведочи постојано тоа Христово воскресение. А секако дека верниците кои што доаѓаат овде
и кои што ги сакаат домашните миленичина, многу често ќе посакаат и да ги погалат, да се подружат со нив и така да прашаат нешто за нив, да се погрижат па да понудат нешто кое што ќе им биде од помош и некаква ќе завршат некоја работа која што им е потребна која што им е потребна на миленичињата. Веќе видовме дека манастирот е богат со доста различни видови на миленици и животни кои што ги чувате тука. Дали во иднина планирате да го зголемите ова семејство на миленици? Па зависно и од потребите на манастирот и од капацитетот за сместување на нови миленичиња на манастирот. Сега мислам дека ни е доволно, но ако во иднина се покажи поголема потреба, тогаш зошто да не. На крај, сестра Ефимија би ве замолила за еден апел за нашите гледачи, како тие да ги сакаат и да им даваат љубов на домашните миленици. Така. Мислам дека претходно спомна во однос на тоа како треба да се грижиме за миленичињата. Тие се, како што веќе реков, Божји созданија. И дека зависни се и од Божјата грижа, од Божјото око, упатено кон нив, но зависни се и од љубовта и грижата, особено од љубовта на оние кои што ги негуваат. Значи, ако имаме веќе можност да чуваме некакво животно, тогаш да бидеме одговорни во однос на грижата за него. Би сакала да упатам еден апел да не се малтретираат домашните миленичина, дури и оние кои што немаат дом. Значи да не се има установи кои што можат за тоа да се погрижат, да не бидеме насилни, бидејќи навистина тоа е невкусно, неубаво, пројавува една поинаква димензија од која што доаѓа од внатрешноста на човекот. Значи да не е човекот настроен и наклонет кон тоа да биде насилен, да убива, да малтретира и така натаму, бидејќи тоа зборува за еден поинаков проблем. Ви благодариме многу. За многу години уште да се празниците. Христос воскресна. Вистина воскресна. Ова едно мало внимание на нашиот спонзор Елит, значи кафе ќе можете да го пиете така заедно со. Ви благодариме многу. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. По 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трпезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Епа на здравје кафе со Елит кафе.
на полагање. Добар ден, колега. Сега ќе ви го поставам вашето прашање. Дали може да ми кажете каков вид на птица е овој? Ама како да ви одговорам, професор, ке гледам само нозите на папагалот? Па доволно е. Ама како доволно е, не можам да ви одговорам кога ги гледам само нозите, со тоа не можам да ви кажам каков вид на папагал е овој. Ништо, колега, го паднавте во испит. Кажете ми презиме. Па кога ми правите така, погодете и вие кој сум јас.